Сите сме тука? Да. Океј, може. Може да почнеме? Ај, само отвори врата. Поврза таблет. Може, океј, фала. Поврза таблет. Дечки, Други таблет. Минче, таму ако можеш седни со телефончето и уживај. Да. Вака, морам да го споделам моето чувство и искуство од последната гала. Мене ми е многу драго што од една страна, и тоа беше моја цел, да ве седнам сите на една сцена и да видам колку може да издржите во однос на сценското внимание. Се покажа тоа што јас го претпоставував, а тоа е дека е многу малку. Беше многу непристојно, вклучително и вона, кога сите државте уши, она вика, ја не правя, затоа ќе си пее под туж, веројатно. Но, и сите останати кои што се бавевте многу со себе си, Алмир те молам, извини, ама не искам, тоа ми пречи. Значи, сите останати мислевте премногу на себе, а не мислевте на колективната игра која, за жал, е најважна во тој момент кога се случува. И вие за тоа сте свесни. Не може да омаловажувате нечие мислење, како што тоа го омаловаживте кога ги гледавте вашите настапи. Тоа многу јасно ми ја даде сликата од првиот впечаток кога ги читав вашите биографии. Значи, тоа е знак на... Знаете како, дечки? Тоа е знак на една недоследност во однос на тоа што го правите. Ако си ти добар и ако сакаш да се изградиш како личност, тогаш ќе се обидеш да ги... Ајде го молим те, телефонот на... Иди јави се на Моника, излези таму и кажи дека сме тука. Излези на тераса. Тоа значи дека не сте доследни за тоа што го правите и не верувате во тоа што сте го намериле да го правите. Тоа е многу значајно. Може би вас ќе ви изгледа наивно, може би на вас ќе ви изгледа не до крај оправдано, но отсуството и дефокусирањето од задачата која што ја имате се гледа на сцена. Вие сте голи на сцена. Значи не можеш да се бавиш со минорни работи, да заборавиш на задачата која што треба да ја реализираш на стејдж. Тоа е недозволиво. Дали Владче имал хитови или немал, он дошол да те жерира. И тоа е disrespect. Дали Маја знаела или не знаела, дали ти кажала Бионсе вака или дека, disrespect. Јас сум многу разочарана. Ја мисля дека сте повоспитани, сериозно. Барем работевме на тоа да бидете воспитани, да бидете доследни, да имате достоинство. Оти утре животот е тркал, утре вие ќе бидете нечие жири. Утре вие треба да идете да жирирате негде. Млади сте, пред вас е животот, од кај знаете што ќе ви се случува, така или не така? Ви зборувам како на мои деца. Немојте да ме разочарувате во имена. Било што да се случи со вас. Достоинството, домашното воспитување е секогаш на прво место. И тие звезди насекаде низ универзумот просперираат. Дрскоста да, но сите на крај дошле и кажале тоа што требале. Од кого сакате, тајте ќе правиме моје. Од Дженис Джоплин, која што била болна по своето семејство, од Джим Морисон, кој што на почетокот се кажува, после кога ќе оди во Париз, му е криво. Значи, од сите бунтовници сакате, дајте ќе ги редиме. Сите им се семејните вредности први. Кога се семејните вредности први, тогаш и вие сте први. Тогаш и вие имате почит за тие кои што седат спроти вас. Јас зошто зборував? Дека кај нас се релативизира и се дискредитира. Она што сега вам ви се случува, утре ќе се случува на други деца, па утре вие ќе бидете во обратна улога и вие истото тоа ќе го правите и нема да ви биде добро. Значи, никакви оправдувања од типот јас имав 2 дена, јас имав 3 дена, зашто зборуваме цело време? Вие дозволивте да ви кажат моите другари од жири, да ви кажат дека тоа не е важно колку вие сте имале денови, а тоа јас го зборувам цело време. Вие претходната гала, дечки, заборавивте се зашто ние зборувавме. Мене ми е тоа, јас се чувствував изневерена.
Јас се почувствував предадена. Значи, и да ти била вежбата како на 6 оделение, ти нема да се правдаш, ама јас имав 2 дена. Океј, да, добро. Со достоинство ќе ја примеш критиката и следниот пат ќе бидеш уште подобре и уште подобре. Се случува во животот. И да имаш 20 дена, може 21 ден за ден на настапот да изгледа нешто што не е добро. И тоа е легитимно, но тоа е искуство. Ти искуството ќе си го преджвакаш и тој ќе ти биде позитивно искуство. Оти јас сакам утре со сите вас да одам на пиење, да идеме на ручек, да се дружиме. Јас сакам вас да ви оставам печаток кој што ќе ви помогне во животот. Јас кога влегувам овде, мене камерите не им се важни. Важна ми е мисијата која што ја имам тука со вас. И тоа е од последен збор до крај многу честно. Затоа сум ја таа, нема друга, една сум. Оти од почеток до крај мене ми е мисијата вас да ви помогнам од човечки професионален аспект, колку што можам повеќе. Ќе правиме ние ситуации, ќе се зезаме, ќе видиме вака, но немојте мене да ми изневерувате и да ми се предадете и да не верувате во тоа што го правите. Што се случи пред настапот на, како се вика, на последната гала со Марија? Не се смеј. Тоа беше страшно. Значи, страшно е за тебе. Затоа што твоето забрзано дишење, твојот паничен напад ќе може да предизвика срце, ти беше закопчана до грло, ти немаше вода. Значи, јас во еден момент морав да ти викнам за да те освестам, па постоја дишевме, па пиевме вода. Не смеш така. Ти си се согласила на овие услови, вакви или онакви. Какви ти биле очекувањата? Не е мој проблем. Не разбираш? Тоа е твој проблем. Какви ти се очекувањата и колку ти си ги проектирала твоите очекувања. Но немој никогаш да правиш нешто кое што е штетно за твоето здравје, за самата себе си, да се оштетуваш. Оштетувајќи се, нема да донесеш производ и продукт, знаеш. Нема да бидеш добра ако се оштетиш. Да, ти беше одлична, беше златна, супер отпеа, све што е сјајно. Ама кој е данокот кој што го наплати ти таа вечер, така? И зошто? Пајди и ова што има исто панични напади, пи не се извади од памет. Значи, како да ти кажам, ај се да се собереме сите тука и да ги изнесеме сите наши ментални, психолошки проблеми и тие да бидат деструктивни, затоа што немате емоционални, професионално искуство, тие да станат квалитет. Уште сте невини. Не знаете тоа како да го хендлате. Тоа е друго, ти да имаш емоционално искуство, па после има еден цел систем, се вика Станиславски, па преку тој систем ти да го потребиш, иако тој е штетен, јас работам по друга техника, актерски игра, се вика Мајзнерова техника, значи, како да ви кажам, имате, тоа се емоции, години искуство. Не смееш друг пат така. Заради себе, не заради мене, не заради децата тука. Не заради твоите родители, само ради себе. Утре ти имаш уште поголем настап, тоа мене ми кажува дека утре кога ти имаш концерт ти ќе паднеш и нема да може да ти извлечеме на сцена. Значи, тоа е тоа. Ќе имаш 35 проби затворени у просторија у некој студио со твојот бенд. Осамувањето е исто така степен на креативност, кога сакаш да се осамиш, кога сакаш да работиш. А ова е еден вид осамување. Знаете како, деца, еве сега имате песни. Не мислам дека ова ви е сјаен избор, но сепак е ваш. Зошто не мислам? Затоа што ниту еден тука од вас не одбра песна која што ќе биде ДНК негова во однос на емотивноста. Се уште ги бирате песните по начин на кој што ви била желба дамнешна, а не нешто кое што ќе ве плени, кое што ќе ви ја раскаже вашата приказна, кое што ќе може да се идентификувате сами себе си. Знаеш, тоа е. Малце живот, малце емоција, знаеш, и да стоиш сам при микрофон на сцена, пак има приказна. Ако имате верба до крај. Знаеш, тоа е тоа.
И ќе ве замолам во иднина да бидете подостоинствени во однос кога примате критики. На крајот од краиштата, и Мерлин има цел филм снимено, се вика There's no business like show business. Like show business at all. Значи, нема таков бизнес. Шоу бизнисот е, ако знаеш да го хендлаш и да го работиш, шоу бизнисот е најубавата работа на овој свет. Ама тоа подразбира и храброст, подразбира и манипулација, подразбира и хендлање на ситуацијата, се подразбира. Подразбира и да одиграш нешто, да ја убедиш јавноста во едно, да одиграш нешто сосема друго. Ако тебе тоа не ти одговара, па имаш давање на плотна, давање на тацна цел приватен живот, не искам да го дадам, се хендлање. Тоа сакав да ви кажам, значи, утре ќе бидете и родители, мислам, обидете се да бидете достоинствени. Обидете се да бидете докрај паметни, културни, фини, оти било која светска звезда гледате. Било која, you name it. Која сакате? Фарел Вилијамс, Адел, било која. Они се многу полајт, многу се култивирани, многу се сладки. Знаат како да одговорат на критика, како одговарат со смешка, да, ви благодарам, ќе размислам за тоа, многу ви благодарам. Вие бевте како на пазар. Ако сакате да бидеме честни. Вие вриевте од суета. Немаше потреба. Немаше потреба, дечки. Нема потреба од тоа. Значи, апсолутно. Нема... таму имаше луѓе кои што прв пат ви видоа. Од памет ме извадете. Шо е ова? Зошто? И почна они да се правдаат, ама чекај сад, ние тука не ми мислиме, како да ти кажем. Не така. Ќе изработите, кога ќе верувате во себе, тогаш ќе правиме мој. Зошто Наумир не ме гајна? Ти си верува во себе, си ја тера приказната. И си брка работа, човече. Ама он вежба, он пее, он носо, и при тоа на другите сите ви помага. Ајде идеме вака. Да разговараме за песните, мислам дека е многу продуктивно. Ме разбравте, така? Да. Мислам, ја баш ве сакам и затоа и доаѓам толку и повели злато. Дали некои работи, со некои работи сакате да ни одржите лекција? Ја секогаш држам лекција. Ама со некои постапки или начин на разговарање или не знам што, се обидувате да ни одржите лекција? Ја секогаш. Дали се крие позади нешто? Што? Па не знам. Мислиш дека сум човек што се крие нешто? Не вие лично да се криете. Не, Туку злато. позади некоја, пример сега, не ете како на Марија, викање, за да ја освести. Добро, тоа е друга, тоа е екстремна состојба. Кога ти ќе видиш, да речеме, Марија беше Михова внатре, можеше да ја врати. И Михова дојува, окей, седи. Ти викам, не смеш да влезеш внатре, јас ќе одам. Мораш да знаеш да што суарно не биваш. Ајде полека, викам, ајде со мене ја цимнав за рака. Дојди. И уште повеќе, па се сокривме во тоалет, па ја седнав и после полека диши. Значи, не. Не, мислам дека сакаше да каже дека се што велите и правите го правите со некаква цел, не е така? Да, го правам со цел да Со бидете цел, подобри. Да, немам друга цел. Ако мислиш на тоа. Што имам ја друго, имам нешто аер од вас? Нешто да направам па да Не мислам на тој начин воопшто. Баш убаво кажам. Да. Се намерно е, значи. Да. Не е ништо случајно. Ма какво случајно, јас сум ментор, имам мисија, сакам вие да Мислам бидете дека добри. Мене не ми оди во прилог. Ја минатиот пат кога ме гледав, јас се нервирав. Мене ми стеше да станам да ви изедам. Значи, јас се нервирав, не ми беше ичу добро. Ајде сега, може ли вака сите малце колективно? Стефан, умирам 100 пута дневно. Океј, и сонце не ме грее. Добро. Мислам дека од сенски аспект и од емотивен си одбрал, ова се вика плеоназам, значи си се повторил една по друга песна. И овде
Еве, ако немам право, може колегите тука да дискутираат слободно, значи, умирам се, сонце не ме гре, окей, ова е за мене исто. Ова е за мене исто. И како емотивно расположение, и како интерпретација, и како момент кој што можеш да освоиш. Значи, ти за да што две песни ќе пеете, барем си требал да одбереш една балада, една рокни. А умире, мене тоа исто ми е. Сонце не ме грее, на. И ова, умирен 100 пута дневно и не завршува песна, ово и умира 100 пати. Едино Алмир тука ќе го наместам стомачни да прави и да му пее, ти мора нешто да се смееме. Па за да се сватиме сериозно ова. Мене енергична ми е многу. Умира човек. Текстот е таков, ама енергична ми е песен, затоа... Па добро, мислам, види, тоа се сложувам јас, ама мислам дека ме разбираш од од која причина ти велам дека е тоа стварно едно исто. Марио, You're not alone. Добро, фина педофилска песна е ова. И каде песно моја? За каде песно моја? Смеете. Па Майкл Джексон, така, You are not Па не е alone. педофилска. Майкл Джексон педофил. Опа. Ја го обожавам. Ја го обожавам. Дали ти ќе пееш сам или? Сам да. Немаш нешто хорче овона? Какво хорче? А ова хорче? Црно хорче. Ова хорче. Не, па сам најубаво, пошто имаме еднака ми е скратена верзија, пошто трае 5 минути песната. Да, знам. Скратена ми е верзија, така да од тој дел со хор го избацив, увек кога имам бек вокали избегавам такви песни, пошто немам. Не можам со него, он избегавал бек вокали. Момент да видам овде може нека ме бара значаен. Може би има хорче? Може на хорче. Ги најдеш. Какво хорче, црно хорче. Каде песна моја? Добро, тоа е. Дај те слушнам. Строфа, рефрен. Што сакаш? Ја многу ја сакам ова песна. Ајде, дај ми интонација. Ајде. Алмир интонација мен. Алмире, вози. Каде песно моја, кој ли море ти бранува сон? Каде љубов моја, зароване твојот дом? По детските сништа животот мине, нуди занес еден луд. Еднаш е чуден, друг пат тој е толку студен, ко звезда синја во неврат ке сгинеш. Добро. Чеки се вака. Валери, дај ми ја после тебе. Не ти си птицо малечка, дај ми ја прво. Ај вака, дај ми сонце не ме грее рефрен. Сонце не ме грее, каде замина ти од очи ветени, врна стари спомени. Сонце не ме грее, сонце каде Ај уфрли се каде песна моја. Каде песно моја, кој ли море ти бранува сон? Каде љубов моја, зароване твојот дом? Ќе ви кажам 2, 3
3 збора, така беше ко што мора. Една зима зира ладна, тој ко птица дојде гладна. Немав ништо да му дадам, освен малку горка тага. Немав зборој да го лажам, морав само да му кажам. Дани? После тебе живеам, како скитник, како питач, како куче. После тебе јас не сум верник и не верувам во утре. После тебе јас не сум мисла, немам една добра мисла, јас не живеам. Ајде, Марија. Долга е ноќта и само за нас, само за љубовта. Немој да чекам. Ја и мина многу, сакаме Димитар Андонски, пази што правиш, добро? И јас. А? За да ме сонуваш, пред тебе сум јас. Гледај ме во очи, ако сакаш нешто, сакај ме ти, тоа не е тешко. Гледај ме во очи. Ајде, Мија. Singers i tiker među pik Mauricije, I'm barman. Ikke ti siker, denne semma kiše, a koma ata. Добро, Злато. Ајде, Алмир. Рефрен? Да. Боже, не ми треба ништо друго, дур сум жив под ова небо, топла постела и очи што ги знам. Боже, ангели од небо прати, та нема да се врати, чувај ја. Зашто не ја пееш R&B? Мога? R&B, зашто не ја пееш? Оваа песна? Јеп. Да е на аранжман друг да ја Пеам направиме. мој стил. Не, Ама сакам да не е добро да ја пееш како Тоша. Па нема да ја пеам како Не, Тоша. па ја сакам да ја чујам. Вака се, јас што мислам? Дека кај тебе многу се чувствува величкиот. Многу. После тебе. И бе, нека ти кажат колегите ако не е така. После тебе. Мораш да работиш на отварање на вокали, значи отвори ја устата и вежбај. Целиот текст кој што го имаш, преку моливче работи го. Мораш да отвориш. Затоа што ја тоа што ти го реков тврдам, кога не си сигурна, после пееш назално кога има. И затоа ти идеш на англиски, ами англискиот ти лепиш. Хајде ги слушам овие. Умирам 100 пат дневно. Мислам сите англиски имаат он умирам 100 пат дневно. Ај умри више, ај. Ајде изволте. Леле. Ја не сум за тоа да пееш, така е, окей. Треба да ја пуштиш? Зашто да ја пуштиш на сувоќе пее? Умирем 100 puta dnevno, a te bijem. Sasvim svejedno, znam da sam kriv, znaju to svi. Znam da je kasno, al trebaš mi ti. You are not alone, I am here with you. Though you're far away, I am here to stay, but you are not Ај, Михова. alone. How do you sleep while the rest of us cry? How do you dream when a mother has no chance to say goodbye? Добро. Валери? You need cooling, baby, I'm not fooling. Well, I'm gonna send you back to schooling. Way down inside, oh honey, you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. One whole lot of love. Супер, ева свр само ше ако ми стоиш. Добро, Марија? Нема, тој ќе ми да скршиш сцената, да гитари две да искршиш. Ајде? Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by,
You know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Ajde, Miriam. When she holds you close, when she pulls you near, when she says the words you've been needing to hear. I wish I was her, these words were mine to say to you till the end of time. And I will love you, baby, always, and I'll be there forever and a day. Always. Една да отбираше бърза. Ajde, daj mi brok. Lele, kako... Ajde, ti je pravim moj. Yours was the perfect love, I swear it was. Until I had your love, my world was whole. I did what most men do, and I messed it up. But then I got you back, my world was whole. To play a thing, I let it go. Thought my life was set in stone, but it wasn't. And I'm here alone, nothing is in front of me. Feel I can't even breathe. Don't think that I can handle this, baby. I'm so in agony. Look at the state of me. Left here, broken. You said you'd never leave. Look what you've done to me. Left here. Добро, фала. Ајде сега вака, сакам секој од вас да ми каже по 2 реда за тоа што не повеќе. Дури 3 зборчиња се доволни. Ќе почнеме од Алмир. Што чувствува за Broken чуваја од зло? Ајде, молам. Broken ми е една песна која што опишува на моје минато. Значи лично моје минато, лично искуство, и многу ми беше драга песната, затоа што во тој период ми беше многу тешко. Добре, чуваја од зло? Чуваја од зло исто така, на истата ситуација. Затоа што нема да сме повеќе заедно, ама стварно Пееш посакувам чуваја да од е. зло Океј. со бенд или со гитара? Со бенд. Со бенд. Ај размисли на тоа да пееш малце во друг аранжман. Па не знам како може да се изведе таа песна, освен на тој начин. Јас сега го ќе изведам на мој начин Тоа не се пеењето, меѓутоа аранжман не знам дали ќе има бендот време и дали Океј, онда јас ти ќе сам. можам. Ама јас сам на гитара не можам да ја свирам така. Све можеш, ајде. Не, можам. Предлог. Добро. Ама- Размисли за тоа, може и заедно ќе се договориме. Важно. Мија. Always? Зошто always? Ова више искрено јас ги знам тие твоите емоции кои што се тажни, кои што се меланхолик си, да. Значи ова сум го видела, знаеш, како момент кај тебе. Ја мислам дека пијано верзија и од една песна што не е никош пеена на пијано верзија, барем не во Македонија или во да аудио. речеме, сум те чула. Сум те чула, да речеме, ова сега што ти мене ќе ми отпеш. Сакам да истојам овој пат верна на тоа што јас се чувствам поудобно пејќи, посигурно и со поемоции. Што се зборува во албанската песна? Па за љубов, прилично. Сишио значи како дождот. Освен таа зборува за тоа дека
како таа не може да го замисли животот без него, веќе од кога не се заедно и после тоа секого го споредува со него и секаде го бара, ја бара таа. Вечна потрага. Добра. Марија, зошто Feeling Good? Па, се осеќам многу добро кога ќе пеам оваа песна. И имам спомен исто така на оваа песна. А гледаме во очи? Таа песна ме потсеќа на една моја тажна љубов. Аха, добро, окей. Валери? Whole Lotta Love, кога ја пеам, се чувствувам така силно и така полно со енергија и ми исполнува песна, така ми дава јачина. А после тебе од Дани, таа ми е пожелба избрана песна. Да, ти сама сакаш да си ја пееш, да? Да. Да? Добро, добро. Ја пак ќе кажам нека Дани стварно... Не, јас сакам да пеам од Елена Ристовска, а можевме. Па зашто таа не отпеа? Ама ми е страв Бокит. Некако не, не мисли на Боки, па се вие што го направивте он. Мислам на крајот на криштата. Од Елена Ристовска повеќе така сум поврзана со таа песна и ми е А што зашто мислам, гледаш дека бегате глупости, мислам. Ја одма ќе ти кажам дека не ти е легната, Дани, сигурно. И знам дека не ми е легнат. И вчера кога имавме проба и лошо поминав. Може да смениш. Што до мене ја можам да ја сменам, али не знам како би... Де? Да. Окей, Ќе се консултирам јас, после ќе прашам. добро. Михова? Dear Mr. President, Зошто беше тоа? затоа што испраќа порака јака. Која? Како ти ја читаш пораката? Па она уствари е не навредува во песнава, е културна, ама од друга страна е гневна, многу бесна. Добро. И нонстоп текстов е нонстоп во прашања. Нонстоп го прашува како се чувствува додека, како спие додека ние другите плачеме. Можеш да ја донесеш таа емоција на сцена? Па се надевам. Добро. А за Птица малечка? Птица малечка овој пат поразлично. Овој пат таа е онаа која што го брка човекот. Таа нема љубов во неа и му кажува да си оди за да не го повреди. Нема љубов во тебе? Во мене има. Добро. А Марија? Каде песна моја е песна која е една од моите омилени евергрини. Секогаш ме потсеќа на мојата прва љубов во основно училиште. На Evergreen си се влюбил? Па не сум се влюбил конкретно на оваа песна. На Evergreen сум се влюбил. Текстот секогаш ме буди убави чувства и така чувствувам убаво дури ја пеам, а најбитно ми е тоа. You're Not Alone ми е песна која ме потсеќа на една моја случка со една другарка кога ја испраќав и ми е многу драго што ќе ја пеам. Добро. Може ли да се договориме да... Затоа што се чудиме на една вежба која што се вика... која што ќе биде практично ваша задача за подобро да го совладате микрофонот и минимализмот на сцена. Секој од вас ќе има задача за до сабота, како што ги пеете песните. За секоја песна да напише домашна задача на лист хартија по 10 реда највеќе. За едната и за другата песна. Каде е? Во која состојба се наоѓа? Кои се околностите во кои што се наоѓа? Значи, песната да ви биде предложка за драма. На тој начин ќе се опуштите многу, ќе почнете да ги сонувате песните. Значи, кој ќе создадете една приказна, практично ќе создадете сликовница на вашата песна. Може, Стефан? Може? Да. Значи, за двете песни по 10 реда сакам да имате сликовница за своите песнички. Дури не е исклучено,
Кој знае да црта, нека направи storyboard. Нека направи стрипче. It's okay, и тоа е легитимно. Но опишете ги, you are not alone, кај се наоѓаш, што сакаш да поручаш, со кого разговараш во тој момент, што ти е многу важно пораката, до кого да ја испратиш, и тоа да создаде една ваша условно за приказна. А да зборуваме во прво лице? Во прво лице секако, не во второ, трето, секако во прво лице ќе биде. Може да се објасни па не е тоа наратор, тоа е нешто како да објасни, не, да се објасни ситуацијата, тоест да да има некој замисла. Игор ве како поздрави тоа е. патем. Фала многу. Како изгледа тоа, например? Пример сега е некој раскажува и не знам, луѓето или надпреварувачите од иста адреса седат во моментот во дневната соба, значи некоја кратка приказна. Значи, во прво лице ти создаваш условност. Ти создаваш приказна во врска со твојата песна. Сакам лична приказна. Океј. Ти. Значи, ако не знам, Марио вика ја You are not alone, ме потсеќа на една ситуација кога ја испратив мојата најдобра другарка. Ти го опишеш денот кога си ја испратил најдобрата другарка. И кога тие приказни ќе ги напишете на харта и кога ќе почнеме да ги живееме, вие, знаете што ќе направите со емоции? Ќе се тресе цела сцена. Ова е многу одговорна, можеби. Вам ви се чини многу едноставна, но една од најтешките вежби што ќе ги имате. Омолабај се. Ова не си опуштена. Гледај ме. Опушти се. И се што ти доаѓа вас, ако ви се смее, немојте само гласно да се смеете, ти ќе дефокусирате. Ќе деконцентрирате. Истото сите ќе го направите. Значи, само треба да затвориш очи и ти кога си подготвена, тогаш ќе почнеш и ќе почнеш да зборуваш. Кажи само дали може, кога може, ние сме тука спремни, те гледаме, те слушаме. Снег. Паѓа снег и се е бела и многу тишина. А ја облечена дебело и си шетам сама. И уживам. Па секоја снеголка што ми го допера и носот. И капата. Прв пат ми е убаво кога ми студи. Дење, кучиња шетаат, плаат. Кучички околу мене стари, големи, убави. Hvala. Aj, Stefani, ti.
треба помислиме на песната и што не текне јобшто. 100 пати кажав, значи, мислиш, прво што ти паѓа на памет, тоа треба да го зборуваш. Предмет, ситуација, значи не треба да поврзувате реченици, ништо. Морам да кажам дека ми дојде пред очи внука ми како турчана кајна. Ќе би зборуваме, уживај. Ќе зборуваме. Ајде, Стефан. Може? Ти ќе си кажеш која може. Ајде. Планина, сонце, оган, друштво, вино. Све е зелено. Кендички околу. Почнува снег да врне. Ладно е. Фала, Стефан. Алмир. Ти ќе кажеш мижи и почни. Лице. Збрчкано, ама мило. Со кратка црвена коса, темна црвена коса. Топли очи. Насмевка и солзи во исто време. Темна соба. Кревет. Голем кревет. Музика тифра. Тишина, се друго. Касно. Грижа на совест. Премногу обврски. Замисленост. Телефон. Летање во облаци со мисли. Спуштање на земја. Сваќање на реалност. Отварање очи. Темно. Одеднаш светло. Брзање. Нервоза. Океј, фала, Алмир. Марија. Марија. Ноќ, треперење на тело, бегање по шума, стари патишта, порти дрвени.
звук од кучиње. Полна месечина. Саменост. Кал. Босе нозе. Рипање на ограда со шилјци. Запустена ливада, сено. Океј, фала, толку. Мене. Абе, само 2 ливчиња има тука. После сакам и лајнап да направам, за да може да разработиме. Летам и ги гледам другите луѓе од друга перспектива. Сонце, 40 степени, ливада, зелено, црн конј, висок црн човек на кој не му се гледа лицето, брод, риби, цвет, розов цвет, скинат розов цвет, букви, зајак, гледам многу деца, мали деца, собрани во еден куп, адреналин, Луна парк, саксофон, клупа на која никој не седи. Град. Часовници. Застанати часовници. Кравати, црвени, свеќа, и толку. Почва ми се врти. Океј. Ајде, Валери. Лајна па да ви го направам. Кажи кога можеш, почни. Ајде. И јас со моето друштво. Тото. Куќето мое. Куќето мое. Бебе. И јас сум сама, ама празен простор. Дрво. Темно небо.
човек во црно, скроз. Ѓавол. Река. Шума. Ама темно е се. Очи. Јас лежам. Ај, фала, дај ми хубаво. Ајде. Езеро. Луѓе. Мајка ми и татко ми. Мало дете со топка. Брод. Камења. Трева. Тетка ми. Дали не можам, мот ми се сврти. Нели? Океј, заврши? Да. Седи таму. Колку малку ви треба за да допрете до сами себе, а вие толку многу проклето сте скржави кон Марија, правеше ти? Да. Затоа што јас сум тука цело време мислев на вас. Извини. Значи, колку малку ви треба за да продрете, може да ги симнеш на чарите? Тому. Колку малку ви треба за да продрете до себе, макар она малку да закопате, за да може да бидете интерпретатори како што е ред. Отвори врата, Валери. Седи ти, Валери, рекол. Значи, малку ви треба за да продрете и да видите колку вие всушност може да искористите само микрофон и да верувате во тоа што го пеете. Ајде вака. Значи, мислам дека ако памтите, но би било убаво да запамтите или да си запишете, но ајде да речеме дека многу убаво памтите. Еве, ја не памтам, па пишувам.
Тија ти кажуваше за некој снег каде што си сама и сакаш да уживаш, не мисли, не изразувања. Првичниот наплив на твојата струјена свест беше дека ти си оптеретена генерално со тоа како ти изгледаш, а не зошто го правиш. И тоа е толку навлезено во твојата подсвест, што мислам дека цел живот има да се бориш со тоа од просто што многу сакаш да контролираш. Ти мислам дека и во твоите најинтимни, приватни ситуации ти сакаш да контролираш како ќе ти биде и малото прсте наместено во тие ситуации. Ошто си фри контрол. Мислам дека час поскоро треба тоа да го смениш. Да се опуштиш. Да бидеш ти таа. Сега. Тоа не значи дека ти си јак човек и дека него напросто на сцена, напротив, тоа изискува една друга диагноза, тоа е дека си многу кревка. Нежна, кршлива. И мислам дека се уште ја немаш искористена емоцијата која што ја носиш до крај. Значи, уште не си се распаднала за да видиме која е мија. Мислам дека албанската песна мора да ти биде испален куршум точно во мета, во таргет. Разбираш? Значи, мислам дека се уште калкулираш, чекај сега јас ова можам, ама не до крај. Не, знаеш како кога идеш, кога возиш кола и онда идеш 180, 200, 240 автопат, ти знаеш дека лудо возиш, ама адреналинот ми е многу поважен, знаеш. И тоа гинење на сцена кај тебе ми е калкулирано, што мислам дека имаш извонредна шанса да го направиме тоа со албанската песна која што тебе ти е особено драга. Always да си дојде како последица. Ме разбираш? Да. Дечки, сега разговараме за емотивни ситуации кои што со никој веројатно во животот нема да имате шанса да ги разговарате, да знаете. Да, тоа... Стефан, нели? Тоа не дека не е од тоа што сакам да ги имам работите на контрола, туку тоа може би зашто се плашам ако Така е, страх. се дадам целосно, Да. дека тоа нема да можам да го контролирам. Тоа си грешка. Кога секој човек се дава целосно и комплетно, дури и и солза да потече и да сгрешиш, но емоцијата е секогаш валидна. Секогаш емоцијата знае да ја купи публиката. А ти си скржав и не скаш да ја дадеш емоцијата. Ако си артист, како што имаш ние да бидеш, ќе ја дадеш целосната емоција. И нема да се плашиш од неа. И тогаш интерпретацијата ќе ти биде подобра. Тогаш интерпретацијата ќе биде на мија, така? Нема да биде на некој пети таму што потсеќа на некого. Така ли? Твојата емоција ќе добие идентитет, ќе ја персонализираш. А тоа е нешто многу важно. Кога си во овој бизнис. Да бидеш своја. Така ли? Да. Стефан, ти нешто спомна планине, сонце, друштво, зелено, снег, ладно, топло. Ти, душо моја, калкулираш со твојата внатрешна емоција. Ти си таков еден калкулант, таков пресметлив, што ти знаеш дека си шармер, да речеме, но дај, молим те, дај да се потрудиме оваа гала да изнесеме нешто што навистина си ти. Значи, ти беше многу сладок последниот пат. Ама тоа е само загребување на површина. Дај малце да дадеме тежина на твојата емоција. Малце да видиме дека и не си така баш празен дечко од Драчево. Мислам, молим те, дај да дадеме тежина која што ќе има свој персоналити, кој ќе излезеш на сцена, кој што ќе издржиш од почеток до крај. Скржав си и контролираш внатрешна емоција, што мене не ми се свија. Не ми се допаѓа, сериозно ти кажувам. Ако ќе пробиеш рампа, тогаш си тој, тогаш нема вибрато, ништо нема. Тоа си ти. Алмир, ти имаш, да речеме, преку овие твои поими, топли очи, па збрчкано мило лице, солзи, темна соба, кревет, голем град, значи, ти си еден конформиста, ти сакаш да се сложиш со се, од друга страна па сакаш да ти е удобно, но во овој момент многу сакаш да си ја купиш слободата.
под било која цена. Значи, се ќе направиш само пак да си слободен, пак да си бидеш свој на своето, и затоа многу се трудиш, и затоа кај тебе секогаш има надеж. Иако си свесен за твојата сурова реалност, кај тебе има надеж, знаеш. И тоа сакам да го видам во твојата интерпретација. Да, многу е проклето сурова твојата реалност, ама јас имам надеж. И затоа не случајно ти реков да ја пееш "Чувај од зло", практично да порачаш дека еден ден ја таа пак ќе ја видам. Таа не мора да значи жена. Таа може да значи слобода, таа може да значи иднина. Се може да значи. Марио, имаш исклучителен копнеш по секс, душо. Значи, неверојатна потреба од слобода, и затоа си на моменти и бунтовен, и имаш потреба за забранети работи кои што тебе ти произведуваат адреналин и шокови, емотивни. И затоа мислам дека не треба да ги пееш рамно песните. Значи, не. За каде песно моја, сакам да се види целиот твој копнеш. Сега ги пробаме рефрените, не се киреј. Не сакам целиот твој копнеш да се види. Да видиме дека твојата слобода на вистина ти е многу значена. Твојот копнеш по секс стварно ти е значено, дека тоа е легитимно. Тоа не е нешто што треба да се сравиме 21 век, не ми се смеи така. Но и си бунтовен. Сега, Марија, ти си прилично плашлива, многу има страв во тебе. Ти ја сакаш да имаш потрага по среќа од една страна, од друга страна имаш потреба и по еротика, која што ја носиш во себе, ма тебе ти е срам да ја пренесеш на сцена, затоа што имаш премногу норми морални кои што се во тебе и не можеш да ги прескокнеш, но тоа јас го разбирам, ти си малечка. Искуството ќе си го донесе своето. Но сега што треба да постигнеме? Ти имаш еден страф од прегорување. Ти не сакаш да се дадеш потполно цела, затоа што мислиш дека ако чекај сега се дадам на овде, нема да може втората задача да остварам. Затоа концептот на 2 песни мислам дека е извонреден за сега, за во овој период. И си затворена во некое свое време. Хипотетички као да е 1973 година, тука си застанат и нема напред, нема назад. Тоа е таа година, ти си ја живееш 20 години. Дабаров ден. Тебе ти е 73 година секој ден. Значи, тој стереотип треба да избегаш, затоа што ти кога пееш, знаеш, имаш еден израз со очињата, секогаш се контролираш, а се слушаш себе си дали тоа е добро или не. Не си опуштена. Кој сака, нека ми каже. Ти си толку многу зачаурена во сама себе, што ти рачињата ги протнуваш, ама не можеш да ги расшириш до крај. И затоа сакам сега овие 2 песни да пробаме да бидеме многу емотивно храбри. Особено за тебе тоа важи. Валери, ти си знаеш, ти нешто спомна, друштво, куче, мое бебе, сама, празен, дрво, темно, небо, ѓавол, река, шум, окей, трики малце, али кај тебе може да се насети некоја идеја за нов почеток, кој што емотивно си созреал од првиот пат кога се видовме до сега, но ти сакаш да си сама и сакаш да е све по твое, но често кога пееш мислиш дека нема излез. Нема излез. И кога почнуваш да пееш мислиш, леле, дали ова ќе го завршам до крај. Тоа ти е некоја мисла која што те оптеретува и тоа е евидентно. И затоа, може би Лед Цепелин е добра варијанта, за македонската нема да зборувам, што стварно мислам дека ќе се зезнеше која пееше, ама окей, добро, не се мешам. Но Лед Цепелин треба да пееш прилично панкерски, знаеш, од таа некаде да пееш Лед Цепелин, него баш да ја пееш у панк варијанта, каде што има да се изнарипаме, да испокршиме сцена и да искршиме 5 гитари, условно, или метафорично, но да ја видиме таа твоја бунтовност. И мислам дека е ред конечно да не удостоиш со твојата бунтовност, која што ја носиш во себе. Ме разбираш? Значи на тоа ќе работим. А Михова, кај е мочлата? Еве. Значи, езеро, луѓе, родители, мало дете, тетка. Значи, ти сакаш да освојуваш, немаш некоја потполна подршка која што може да те
граби на секогаш ти сама на себе некоја подршка, па после клапнуваш одеднаш, па додека те кренеме, имаме многу работа. Прилично си екстремна, или си од еден крај, или на другиот си. Кај тебе средина не постои. Ако пикуеш горе, онда сите сме вау, супер, али кога си доле си неподнослива. И затоа ти треба тренинг. И затоа треба со овие песни да направиме да имаш пик и во едната и во другата. Но сосема различни пикови. Не можеш двете песни исто да ги пееш. Со иста емотивна предложка не можеш да ги пееш. Што значи ова? Ова значи дека ние сега имаме материјал во која насока да развиваме приказни кои што ни се назначени, значи лични приказни ќе развиеме, нема да се шетаме по сцена, нема ништо да правиме, ќе го сведеме на минимализам вашиот сценски настап, но да има внатрешно дејствие, што е ужасно тешко. Со надворешна форма се бавевме, се зезавме, видовме колку што како може, сега сакам внатрешно дејствие да видам кај сите вас, да видам едни сериозни пеачи, едни пеачи со многу убави, големи емотивни желби, со една реализирана емоционална предложка, да ве видам вас. Дали може да почнеме? Марио прв. Кажи, Злато. Да. Сите артисти го имаат тој проблем. Што значи? Тоа значи дека ако јас се дадам сега пута 100, чекај, калкулирам дали утре ќе можам да дадам 200. А ти тоа го имаш во себе, го имаш внатрешно, природно ти е веќе всадено, знаеш. Особено со моментот на откажување, јас не сакам повеќе, јас не можам овде, јас не можам тука, јас не можам на овој начин, знаеш. Затоа треба се што правиш да правиш пута 300. А не чекај сега може колава ми вози до 120, ја ќе возам 105. Ама не ја терам до 120, разбираш? Не, 120 и цирка горе ќе тераш. Ако ти е гравирана до 180, ти да не ја возиш 180. Море 180 гравирана, 220 ја возам, ме разбираш? Секогаш пали ги моторите колку што е можно повеќе. Не калкулирај, не иди ми, знаеш, турбо инжекшн. Не се зеза. Сакате седечки, по-згодно вие заради емотивната состојба или сакаш... Да. Ајте молам, значи сакам се ова што го сакам прво да ве прашам, дали сме окей со ова што го правиме муабето, тоа е тоа. Знаеме каде се движиме, деца? Ви се допаѓа да смениме малце да? Малце да се анализираме, малце сте кренати или? Окей сте? Да. Добро. Значи, ова што го разговаравме, значи интерпретација. Зошто Душо се добива награда за интерпретација? На светско ниво, или зашто има најдобро отпеана песна, или не знам, Греми, најдобар изведувач. Еми од овие причини. Оти они работат со acting coach, они имаат ваков коуч у кариера, знаеш, разговараат они, постојано разговараат за ова. За тоа, ако на сега добро текст, ако се деси некој добро да отпее емотивно, али не сме да се случи, мора да се работи на тоа. Затоа ќе пак ви кажам дека има што да научите, привилегирани сте од тој аспект. Убаво е. Ќе научите, ќе ви значи ова многу и понатаму. Ќе се слушаме ние и кој ќе излезе тоа добро. Ајмо, дете. Дај си себе, создај си околности кои што треба да ги напишеш до утре, но создај си околности. Све што ти пречи, што мислиш дека не тоа, палтово. Не пречи, но убаво ти е добро. Не, без... Како сакате така? На каде песна моја? Не ќе ги вежбаме ние во сабота сите, но дајте да ви кажам назнаки како треба да се движите, знаеш, да си создавате приказни. Малце така, знаеш, сакам да сте срчани, сакам да сте емотивни, сакам да... Сакаш да ме свириш? Ајде. На клавир? Не, на гитара. Да, македонските сакам да ги пеете. Оти ми е многу важно, стварно ве наслушавме со странски песни, сакам македонски да ве слушна малце. Не мисли на тоа како ќе отпееш, те молам. Значи, сакам емоција да видам.
наместиш, тогаш почна. Kade pesno moja, koje li more ti branuva son. Kade ljubov moja, zarovane tvojod dom. Od детските сништа животот мине, кој игра што буди, занесе да луд. Еднаш е чуден, друг пат тој е толку студен, ко звезда сија во бездна ке гдинеш. Каде таго моја, која ли река ti branuva son. Kade ljubov moja, zarovane tvojod dom. Во детските сништа животот мине, кој игра што буди, занесе да луд. Еднаш е чуден, друг пат тој е толку студен, ко звезда сија во незнак, во бездна ке минеш. Звезда сина. Каде песно моја, зароване твојот дом. Добро, какво ви чувството кога го слушавте, Марио? Да, нели? Ја мислам исто, да. Сериозно? Абсолютно текст, интонација, Нема све. врска, тоа не е важно, тоа ќе го дотераш. Значи, тоа не е важно. Чувството. Значи, кога ќе ја пеете с песната, треба едва и да чекате да ја отпеете и да ги искажете сите емоции кои што ги имате испреплетено во сами себе. Ајде, Алмир, станете. Која песна? Македонските ги пееме. Аха. За странските имаме финта ќе направиме само. Да пеам скрос од почеток песна? Да. Ама ти. Та има очи, кои ми ги знаат тајните, сите победи и сите порази. Та има раце, кои кријат цели светови, би умрел јас за тие преградки. И би умрел јас за тие преградки. Боже, не ми треба ништо друго, дур сум жив под ова небо, топла постела и очи што ги знам. Боже, ангели од небо прати, та нема да се врати, чувај ја од зло, та нема никој свој. Нема никој свој. Боже, чувај ја од зло. Та има усни, вкусни како зрела јагода, кои никој не ги бакнува кој јас. Кои никој не ги бакнува кој јас. Боже, не ми треба ништо друго, дур сум жив под ова небо, топла постела и очи што ги знам. Боже, ангели од небо прати, та нема да се врати, чувај ја од зло, та нема никој свој. Нема никој свој. Боже, чувај ја од зло. Како се чувствуваше? Дајте му аплауз, многу беше добар.
Како ти беше? Малце тажно на моменти се Така, и јас се најажив. најажив. Знаете, еве се најажив. Знаете ли зошто и Мари и Алмир беа добри? Оти, тоа е личната молитва кога пееш. Сите ние кои што се бавиме со сцена, имаме лична наша молитва кога излекуваме. Што ни е молитвата? Преку нашите емоции да се спасиме самите себе си, а потоа и публиката. Ако тоа го успеете да го направите, вие сте артисти. Вакви ве сакам. Да имате габарит, да знаете да ја донесете емоцијата на сцена, да размислувате кога пеете, да чувствувате кога пеете. Така ли е? И ќе видите, ќе се чувствувате многу добро, утре ќе бидете среќни и супер ќе видите, ќе се чувствувате порелаксирано, што ќе бидете сигурни во тоа што го пеете. Лепи му. Бе, готово е, бе, го види го. Ама суво е. Ама нема да ти побегне, бе. Ќе се лизга не изсушено. Па смрди го на покај стане. Нема, тоа треба да се изсуши скоро, да не се лизга. Се да гледа че го... Леле, камера не. Леле. I'm just a girl when she holds you close, when she... Не треба, не можеме. И се плаши за кръв, за глава. Нема много силно, защо можем да летам. Тешка е. Тука е на там. Не верувам, нема ни да го кренете тоа. Не можна те мрдна дура. О, не е пик, бокенджер е понкава. Ајде, нула за тебе, ајде. Не, излезе. Ти сервираш. Само не се уходат. Не бе така. Чекай, мора да има уште едно од тенджера. Ајде. Имаш среде. Со кој сакаш? Па може уште една маса за рачите да играат уште двајца. Турнир да правиме, сакате? Е така, ајде. Ништо, 1-0 за Микова. Сега тука не знам. Ама нацртајте, ставите една линија. Значи, кога ти на вака сврти, не дека се разбереме нешто многу. Лаки? Па да, ама ти не го правиш тоа. Не само на пром. Маро, ама, така ќе отиде. Купите си да топчија бе. Ајде, ја ќе ти помогнам. Ајде, ја ќе имам си. Ајде бе. Правам рекет. Осте, Маро. Прајани. Ништо. 3-1 за мене. Чекај. Ново топче. Е, сега. Ау. Ај за серва. Не морак да съм. Еден е нула. Тебе? Ја таму вратив, не ти вратив во поле. Добро. Ова шо беше? Беше на граница. 4-0, така? Не смеш да дозволиш два пати. Знам, ама сега ќе гревам ли маса со тенџерето? Ајде, почнем. Леле, вра... Чекай, малце за палка да си ја свенам. Тебе многу. 5-0. Чекай да ви пробам другата палка. Леле, го изналепе.
Ме држак. 3-1. Леле, глуп. 4-1. Така. 5-2. 5-3. Ти попуштам 7-3. Абе не ваја. Јас сервирам, а? Не бе, немам. Дајде. 8. 3 за мене. Не знаеш, тука го здебелив, а тука е меко и со тенџере ке сирам ба. Дај ми го Лозановски. Сакаш со материца? Да. Добро. И гледаш какви сте. Сега човек да може вака од блиску, да крупно да ве слика, знаете како други деца сте. Значи други бевте кога влеговте, сега сте други. Така? Еве Мија нека ви каже. Значи скоро еве и Михова слободно, значи други сте, видя Михова плаче. Тоа е тоа. Ај. Ти не си крива. Ти што продаваш месо Саша? Сега те нема. Ајде, ај синче, ајде. Што надогледам. Твој. Тешко е да љубиш па бегаш. Сакаш а немаш. И раце накреваш. Сонце не ме гре, кане замина ти. Од очи ветени, врна стари спомени. Сонце не ме гре, сонце кане си ти. Сам ме остави, небо ти затвори. На постела остане. Чувствувај, Стефан. Повеќе, пожестоко. Го имаш тоа, го имаш. Само што штедиш, се штедиш. Ајмо. Тешко е да љубиш па бегаш. На сакаш а немаш. И раце накреваш. Сонце не ме гре, кане замина ти. Бараја! Очи ветени, Бараја! врнат стари спомени. Бараја! Сонце не ме гре, сонце кане си ти. Сам ме остави, немо ти ми затвори. Не рипкај, не цупкај, молим. Во себе, сине. Ајде. Многу е сериозна работа, значи, многу. На 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 на. Сонце не ме гре, кане замина ти. Од очи ветени, врна стари спомени. Пева се смени. Сонце Тоа е тоа. не ме гре, сонце кане Важно му е. Гледате како се смени, важно му е. Тоа треба да го видам на сцена. Небо ти ми затворил. Фала, Стефан, фала. Сонце не ме гре. Нека си допее. Сонце не ме гре. Не можам без тебе. Без тебе. Сонце не ме гре. Сонце не ме гре. Не можам без тебе. Без тебе. Good.
Значи, важно ти беше. Смени боја едно време, знаеш, важно ти беше да го добро. Ми се допаѓа што допирам денес до вас. Ајде, беј. Ајде. Многу тивко. Многу. Да, ама не прв пат. Димитар, четврта. Е, знам, многу тивко. Не, прв пат му е важно. Сериозно. Не дека претходно ти бил важно, ама сега ти е многу важно. Има разлика. Зашо седиш? Стани. Стани, злато, стани. Ај, ова погласно пушти. Стани, сонце. Долга е ноќта и само за нас, само за љубовта. Немој да чекаш, за да ме сонуваш. Пред тебе сум јас, гледај ме во очи. Ако сакаш нешто, сакај ме ти, тоа не е тешко. Гледај ме во очи, ке ти кажам нешто. Остани со мене ти, не оди си. Ај, мал се поише, отвори ми се. Пак си ми се затворила. Ајме, дај ми. Доволно луд, биди сега ти, со мене до зори. Ке направам се што ти ке посакаш. Биди сигурен и гледај ме во очи. Ако сакаш нешто, сакај ме ти, тоа не е тешко. Гледај ме во очи, ке ти кажам нешто. Остани со мене ти, не оди си. Сега остани, остани за нас. Месечината ке не гали. Сега остани, остани за нас. Само за љубовта ке се разени. Ako sakaš nešto, sakaj me ti, to ne je teško. Gledaj me po oči, te ti kažem nešto. Ostani so mene ti, ne ovisi. Waram pam pam pam, waram pam pam pam, Знаеш како пееш песна? Као преплашена срна. А треба ништо, рамно. 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 Значи овде, гледај ме во очи, тие пееш рамно. Као, прекрасна, Димитар не ни го збори фамилиарна слабост ние. И на свадба му бевме. Значи, имаш рамно. Димитар е добар затоа што он е тако пее го јаде микрофонот. И балади која пее го јаде микрофонот. Значи, исто и ти. Ова ти е као нешто сега, чекај ја да отпевам, а сега да ви опевам, мал се ми е срам. Знаеш? Сите оние лажни морални предрасуди кои што ги имаш ти се гледаат тука. Значи, работи, задачите сите ќе ми ги сработите за во сабота, така што се договоривме, окей. Ајде. Имаш колеги, не можеш нив да ги излажеш, при тоа сте постојано заедно. Така? Дали се сложуваме за Марија?
Значи многу една линија. Да, па секако дека може. Значи, тој нема везе, ќе го научи душа текстот. Не е тоа, не е ни проблем. И да пееше на лала исто ќе беше, знаеш. Значи, таа твоја едносмерна линија, те молам, сакам да има многу пикови горе. Да не е рамно, не е рамен автопатот. Има кривини некаде, меѓу дечки, овде кој ќе дојдам со ми се спи. Ајде, Валери, шо сакаш, злато? Оделена јас ќе пеам. Ајде, оделена пеам. Не, Дани не можам стварно не. Океј, не можеш, океј, ако ти речат нешто бендот, речи супер, ја ќе пеам на суво. Ама матрица има, нема. Но еве добро, ајде. Матрица ќе пеам. Оделена има матрица. Ајде, најдете ја матрицата. Не, на тука не е. А, тука не, добро. Мислам да не излезам ја после нешто крива, што ми пресминала песна. Твоја одлука е тоа, така? Да. Добро. Во мала соба јас, сама на крај на вечноста, и една желба, една солза и една тивка молитва, да бидам посилна и тебе да те преболам. Таму кај што има сјај, крај љубовта што нема крај, таму одам јас да бидам посреќна. А можевме повеќе да имаме сега, да среќата ко сон ни бега, како во сок солзи течат, нека течат, лесно душа ти ме даде, за подобро ти не си знаел. И кога ја љубеше мене, ме губеше ти, ме изгуби. Во таа соба јас и сонив сите соништа, и дека до мене се будиш и ми велиш, ангелу, ова утро повторно јас те сакам најмногу. Но друга мојот сон го зема, ден и ног за мене нема, те краде таа од мене, веќе знам за неја се. Можевме повеќе да имаме сега, среќата ко сон ни бега, како во сок солзи течат, нека течат, лесно душо ти ме даде, за подобро ти не си знае. И кога ја љубеше мене, ме губеше ти, а можевме повеќе да имаме сега, среќата ко сон ми бега, како во сок солзи течат, нека течат, лесно душа ти ме даде, за подобро ти не си знаел. И кога ја љубеше мене, ме губеше ти, ме изгуби. Така. Браво, така. Така, емоција, транс, така е. Тоа е, седи, фала многу, седи 5. Ајде Мија. Само додека стане Мија да се сконцентрира, што видовме тука? Видовме една жестока емоција, како прво се бореше со сама себе, се до крај, и да сплачеш цело време на песната. Ти ќе си бидеш многу поспокојна, затоа што си ги истерала сите демони од тебе. Твојата молитва, твојата песна, твоите емоции се само твои. Ако успеш да допреш до сите нас како што сега допре, ти си го допрел универзумот. Океј? Значи, уште отвори се. Ајде, така ли е, Михова? Валери, секој пат така кога гледам со тие тажни очи, не можам. Ама она цело има такви тажни, и кога се смее, она има тажни очи. Да, е. Сите твоја, а ти преку твојата волја, твојата
jara. Srce mua s'ma bën kiste, ajo ëndër që po zhdukit nga dal. Si një shitike, me që pik më vrisje, a e mban mën. I këti sike, dhe nëse më kishe, akoma atë. Si një shitike, me që pik më vrisje, a e mban mën. I këti sike, dhe nëse më kishe, akoma atë. Pse duhet të them unë, s'do t'ketë më njeri se të kem jetë. Pse duhet të mendoj, dhe të krahasoj me ty unë çdo moment. Dhe sa herë që më takonte, dhe të më emociononte, ishte si ëndër që shikoja rrallë. Sepse mua s'më përkiste, ajo ëndër që po zhdupi dal nga dal. Si një shitike, me çdo pik më vrisje, a e mban mën. I këti sike, dhe se më kishe, akoma atë. Si një shitike, me çdo pik më vrisje, a e mban mën. I këti sike, dhe se më kishe, akoma atë. Bravo, Mija. Bravo. Daj ti je posle. Кога излезете од овде го има више онлайн стриминг и на Попкорн го има Еми документарецот. И као еден од соработниците неизин ќе каже, вика, стара душа заробена во младо тело. Нешто слично имаш и ти. Многу таков сензибилитет имаш, многу слично. И уште ако се отвориш, и ќе биде тоа супер, ќе предизвикаш цунами, предпоставувам. Ајде, Михова. Ајде, ако пушти си ја. Ке ви кажам 2-3 збора, така беше ко што мора. Една зима
zivra ladna, doj ko ptica, dojde gladna. Nemav ništo da mu dadam, žuta dunja, belo grozje. Nemav zboroj da go lažam, morav samo da mu kažam. Bekaj od mene, ptico malečka, bekaj na vreme, nesum za tebe, kako reka su, reka bez voda. Kako majka su, majka bez roda. Kako pesna su, pesna bez zborovi za tebe se už neispejana. Isključenje. Ne znam zašto, ne znam koga, za nas dvajca nema bolka. Beše gromo, vedro nebo, cel den mislim jasna nego. Nemav ništo da mu dadam, osvan malku gorka taga. Nemav zboroj da go lažam, mora samo da mu kažam. Begaj od mene, ptico malečka, begaj na vreme, nesum za tebe, kako angel sum. Angel bez krilja, samo nebo su, nebo bez ptica, kako žena su. Žena bez ljubov, nesretna žena, ti begaj, begaj od mene. Nema razloga. Hvala ti. Одлично. И така, вториот кој кажа на ми е не, и тогаш си ти. Затоа што претходно имавме некој преклопување, знаеш. Мене ми е Каролина многу добра другарка, мислам, вечер треба да се видиме. Значи, и просто Каролина преку овие два албума се осозна како жена. И затоа е толку многу убава. Затоа што нели внатрешно, креативно, нели Минче? И се спозна просто. Затоа е многу битно секој артист да има вистинска песна. Сега ние немаме наши песни авторски, ама имам песни кои што може да бидат вистински за нас како емотивна предложка. И затоа е многу важно да го истераме овој филм до сабота до крај. Да се фокусираме на она што е најважно, а тоа е да бидеме артисти на сцена. Се зезавме, се смеевме, ова, она. Сега дајте да дадеме нешто што ќе остаи траен белег. Кога после 2 години ќе пуштите на YouTube, кој ќе кликнете, да не се срамите тоа што сте го направили. Дали е добро? Да. Како се чувствувате? Ај се да ми кажете. Добри се? Да. Во мој свет со Да. некако многу свој, Тоа е добро. многу јас. Така е, така треба. Затоа што требаше да те вратиме на пат на кој што припаѓаш. Ти негде забега по патот. Така, кажи Елмирдуш. Не знам која песна прво ќе ја пееме. Јас искам прво македонските да ги пеете, затоа и сакам да го направам лајна под прво македонските, да удриме. Не, ја мислев затоа што ова е првата песна што ја пеам, Broken, е Така се договоривте веќе? Не.
Така ни кажа. Па така ни кажа. Дека странските се први, тие на тие Тие не се за оценувате, гала. а вие македонските се као Као пост. бонус нешто. Мене све ми е тоа исто. Оваа првата песна, Broken, Ќе ги направиме и тие во сабота. не, Сега ќе ви сакам да дојде кажам премногу зошто. дечки, ќе се распаднете. како изгледа. Првата песна пее, мислам, се случи, дејството барем јас си го замислувам во песната, веднаш после тоа разделување, Ама тој ќе ми затоа го што кажеш вика во I hate сабота. you. Ама во сабота ќе ми го кажеш тоа. Да, меѓутоа зашто го кажувам сега, Ајде. затоа што вика I hate you во песната. добро. Видиме каков сум, види што чуваја од зло е откако сваќа дека уствари треба да продолжи он со животот и Така е. дека она треба. Треба некој да ја чува. Да, и јас затоа мислев прво Broken, па таа песна. Не, све, види, најмалку важно е тоа. Да. Ние многу Исто пак најважно треба со емоција. најважно е ние и тие ќе ги заработиме. Но за сметете дека оваа задача ни е 50% готова, само што треба да ги напишеме на хартија нашите размисли, нашата сликовница за нашата молитва. Така ќе ја крстиме вежбата, важи? И дали ќе видат првостранските или македонските, мене ми е тотално неважно. Јас сакам да видам финален производ на сцена и тоа сега што го направиме, ќе го направиме во сабота со две генералки, со тоа што прво ќе почнеме со странските, да ги разработуваме вака и потоа сите ќе си раскажат по една приказна и потоа ќе ги вежбаме просто интерпретации, ќе работиме на интерпретација. Мало, отвори се. Значи, Бритни Спирс имаше 15 и Кристина Агилера имаше 14, па разби на сцена. Немаат врска годините, окей? Аман, имаш потенцијал, треба да се отвориш. Све тоа супер и со газето што врташе и све тоа супер, све се купува тоа. Видовме, видричка овон. Ајде се да видиме нешто внатрешен концепт кој што ние сакаме да ти поверуваме, дека просто сакаш да не освоиш со некоја емоција која што ја имаш. И која што не е така невина и наивна. Така? Ти си паметна, ти можеш тоа да го хендлаш, можеш тоа да го дадеш на сцена, можеш таа зрелост емотивна да ни ја приуштиш, да ни ја подариш просто. Што е трикот, деца? Подарете се себе си на сцена, не се штедете. Значи, ќе се штедите го ќумарете, тоа ќе спиете и све ќе правите. Не се штедете. Немој да калкулирате ниту со емоции, ниту со ангажман, ниту со ваша амбиција, легитимна работа е амбициозноста. Значи, што е возможно повеќе да бидете свој и да се повеќе и повеќе да гризете на сцена. Не калкулирате, ама ја довде се извинувам, да овде ствари кој ќе биде да се оземаме. Така зрачиме. Да. Значи, се што е во граници на вашата ментална матрица и beyond that, и позади тоа. Секогаш оние мрачни нешта кои што ве мачат, направете ги светли патеки во вашиот артистички напор. Секој мрак може да биде ваша светлина. Ви го гарантирам тоа. Сум била таму, знам како е. Секое ваше незадоволство претворете го во задоволство. Затоа сценската уметност е една од најпривилегираните работи на овој свет. И најубавите. Ќе ми кажете нешто? Или ќе си почутиме? Јас ќе си размислам за овој лајнап, ќе го направам. Без разлики дали е странски, но сакам во сабота ќе го направиме тоа, нема да брзаме кој по кого како. Пак ќе си направиме некоја приказна која што нам ќе ни биде, само нам ќе ни биде важна, но ќе биде важна за цела аудиторија надвор. Да може утре, знаеш, кој ќе се пуштите да кажете, леле, супер, види како бе, види колку, знаеш, самите себе си да си поверувате во тоа што го правите, што е многу важно. А сакам, вака се Комихова, што не може да се врати после себе од настапот, не може да се врати, она исто. Мија, Марио исто имаше проблем, не можеше да се врати, па си беше малце смуштен, Алмир исто, Стефан. Сите пробивте рампа малово, само ќе видиш у сабота, ќе растури. Ќе растури, тоа знам. Ама таа комфортност која што ти ја носиш као природна околност, таа не ти работи на сцена, да знаеш.
работи нешто што се вика од газот да чепнеш, да згризнеш и да фрлиш. А ти тоа го имаш. Значи само похрабро надвор. Да, не се бави, окей, ти пееш супер, шармантно, сладко, све, тоа е тачно. Ма дај да видиме малку пожестока емоција, знаеш, да ти веруваме сите, да се наежиме ти која ќе го пееш ова. Окей, сега имаш и околност, не си научила текст и бла бла, ама све тоа у реду, имаш време. Не се паничи, имаш све. Ќе научиш све. А за странските песни ќе почнеме од странските, тоа што ќе седнеме као на земја како ученичи, ќе си прочитаме. Ќе се смееме, ќе се зезаме, свето ќе биде легитимно, но потоа ќе мора да направиме еден перформанс од две песни кои што се важни за нас. Добра. Мислам дека не ви треба некој да ви игра, не ви треба тоа, нели? Сакаме да видиме чиста форма. Јас барем сакам да видам чиста форма, емотивна, веќе е време. Да видиме пејачишта на сцена. Ајде зборете нешто, кажете, само ја зборам уста, не заболя. Видите ме измурте. Не заќута некако. Зошто, ама веројатно што узма. Види вака која влегов преска, вакви бевте. Мртви. Не ли мине какви бе? Шо бе? Од веспање сите, да. Така, Што те кираш бе? Вчера навечер, да легнеме, и беа Марија и Валери, но сам си седевме. И вели Валери, се чувствувам изморена, исцрпена, а усвари ништо не имавме направено цел ден. Билам физички. Знаеш, и се приметува сега веќе тоа тие бистри глави, објективно размислување, емотивно пеење, веќе многу има разлика од почеток. И веќе е полесно, така? И веќе и полесно и појасно. Така е. Некогаш имаме моменти на такви... Дека јас кога доаѓам со вас, јас се трошам пута 100. Значи, ја после сум као варена макарона кој ќе си... Ние збориме нешто за што на почеток не текнуваше дека ќе збориме за такви работи. Не, почнавме веќе... Да, и чувството дека сакаме да си одиме... И да гледаме на ствари, и да примеме исто. Морам да коментирам за таа вечер. Имаме ние и други револти што ни се собира да пееме. Што не треба лично, не се лично. Не бре, зашто никој лично не сваќа. Јас за вас ви зборам. За мене не се секвирај ти. Не, за себе зборам. Ја мислам дека... Отвори поише врата, бе, Марија. Ајде. Ја барем за себе, ако немам нешто, некаква болка во себе, ќе се гребнам, па да ја активизирам таа емотивна страна во мене, дека да не речам пак да не се потонам, дека некој се чувствам ко робот и за тоа што сакам да контролирам. Некако изгледам ја, туку сакам, се плашам да се дадам себе, дека ќе ми лизне све од раце. Да, така е. На негативно, никош не сум мислела дека тоа може да испадне и позитивно. И веќе сум во прогрес на тоа. Секогаш конструктивно ќе гледаш на било што да ти се случува, особено кога ти се случуваат неубави нешта, ќе гледаш конструктивно. Од секое нешто неубаво ќе создадеш да биде убаво. Затоа ќе си ти артист. Па да, и затоа ми помага на таа страна. Банка не работиш. Значи, затоа ќе направиш се да ти биде тоа убаво. Ова е привилегијата на нашата професија, да. Уметници, да. Дека можеме, болката ни помага, а не така ни е. помага. Така е. Ја искрено, извини, у куќава, од кога сум у куќава, ја многу го засакав животот. Може ја и претходно го сакав животот. Некој сака некој да ти казина. Ама сега уште поиќе го засакав. А претходно не го сакав? Не, и претходно го сакав, ама сега некако со поголем жар гледам на некои работи. Да, и научивме се радваме на ситници. И пример, и сега викам, едва чекам да испаднам од тука за да пример да отидам у Квадарци у парк да шетам, што претходно многу мразев. Едва и чекам. Да, и викам никогаш повеќе нема у такси да се возам зашто сакам пешки да одам. Знаеш, на такви работи. Добро. Па така, висина. И вчера истото го реков дека ја мислев дека животот ми бил тежок, а усвари сега сфатив во тука дека колку тежок, мислам дека
Многу рано, сега сакате да колку ми ми е кажете хубав. дека ги почнувате да ги почитувате работите кои што претходно не сте замижувале пред нив. Например, грицкалица. Ке снимаш овде и ти треба дома, например, ги ми стои некоја пепељара која најдам накој не. Исто, например, на секоја ситница од онака скроз некој чипс, нешто, скроз некој небитни работи. Се радуваме на едно не бананче, сум крем ги- бананче, например. Да. И тоа вистина не се опишува. Изгледа можеби лудо и смешно, ама јас сум многу среќна што например, порано соленки не сум сакала, сега кога ќе видам на маса се навалуваме сите, онака се не зближува тоа, знаеш. Ама не заради тоа што си гладен, соленки си. Да, Не си јадол Лижавче ни одамна. дадоа продукција и сите. Лижавче, леле, сите лижиме лижавче И како комали деца. дета на тоа што А надвор, пример, малите лижавче, дета голема имаат работа. чиста душа и немаат прерасуди. Тука не прочестуваат. Да, све. На искушенија ме ставаат овде.